Советничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија одлучи да не присуствува во работењето на седниците на Совет, како реакција и одговор на преведувањето и апсењето на луѓето кои што го бранеа уставот и суверенитетот на Македонија во време кога се ослободуваат сторители на тешки кривични дела, убиците на децата од Смилковско езеро. Затоа демонстративно ќе ја напуштиме оваа седница и ќе порачаме на Министерството за внатрешни работи, на јавното обвинителство, дека ако е грев да се сака Македонија, дека и овде има луѓе кои што ја сакат Македонија и кои што се според нив терористи. Затоа ве повикувам, колеги советници, повелете, за да можат надлежните институции подобро да ве препознаат. Македонија, 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 Македонија вечна. Но човек не треба да биде некој правен експерт за да врзостава на оние грозоморни сцени кои што сите им може да ги видиме. Не си го постави прашањето не дали некој треба да одговара за оно што се случи во тој крвав четврток, туку кој треба да одговара и колку треба да одговара. Тоа е работа за која што треба да оставиме да одлучат судовите и да одберат кој колку бил инволвиран во оваа ситуација настаната во собранието во тој крвав четврток. Независно дали тој бил пратеник, дали бил началник или бил премиер. Впрочем, премногу се свежи сцените и сликите од тој крвав четврток и премногу се свежи луѓите на листата на главите на Зора Заев, на Благој Почеварски, за да сега некој сето тоа релативизира и да бара подршка за лицата кои што судот треба да утврди колку и дали се виновни. Денеска бевме сведоци на една пародија која што се случи овде во салата на Советот на општина Штип од страна на советничката група на ВМРО ДПМН и по мое изненадување тоа се случува да бараат правда оние кои што ја уништија правдата во Република Македонија 11 години и на крај завршија со рушење на уставниот поредок на Република Македонија на 27 април на еден терористички начин, на еден начин со кој што го погазија и уставот и законите во Република Македонија, влегува во собранието на Република Македонија и беа учесници во еден срамен чин кој што ќе остане запишен во црните страници на Република Македонија и токму затоа ми е чудно како можат да заштитуваат луѓе кои што се обидуваат да убијат пратеници во законодавниот дом, таму каде што пратеникот има право да работи, да ја обавува својата функција непречено и апсолутно тие кои што се обидоа и кои што ги отворија вратите, тие кои што го потпомогнаа овој напад врз пратениците и кои што беа соучесници